поради неправилното собирање на даноци. Во летото 1564 година се кренал првиот локален бунт, и тоа во Мариово во периодот на раст на Османлиската империја, кога со неа владеел Сулејман Величествениот. Водачи на бунтот биле Димитри Стале од село Сатока, попот Димитри од село Градешница, Стојан Пејо и попот Јако од село Старавица и Матјо Никола од село Велиште. Бунтот од Мариово се проширил во повеќе прилепски села. Османлискиот султан испратил наредба до кадијата во Прилеп и Скопскиот Санџакбек да ги фатат водачите на бунтот и да ги ликвидираат или да ги испратат како веслачи на бродови. На 4.12.1565 година била издадена нова султанска заповед за воспоставување на ред и враќање на мирот. Се смета дека овој бунт бил крваво задушен, бидејќи во тоа време исчезнале селата Сатока и Бешиште. Но сепак овој бунт е еден од причините што Мариово никогаш не било исламизирано. Во декември 1565 година започнал повторно бунт во Македонија, овој пат во Прилеп, преку 1000 граѓани кои поднеле тужба против незаконското собирање на даноци. Бунтовите не биле добро подготвени, па затоа биле жестоко задушени, но значајни се бидејќи се првите масовни вооружени протести на македонскиот народ.